Кажавме дека со книгите секаде се патува. Каде ли се не се стигнува и свратува. Но сега јас ќе ви раскажам за едно мое вистинско патување. Кога патував со возот од Кочани, кој носи деца, паметни и насмејани. И ви велам, си седев јас и запознав ново другарче. Многу се спријателивме. А еве како започна се. Јас си седам и тој ми вели, имаш руски. Јас велам, молам? Дали зборувате руски? Така почнавме да разговараме, дознав дека се вика Сергеј. Патот беше долг, па тој ми зборуваше за градските тврдени кремли, за куклите матрјошки, традиционалниот козачки танц. Уживавме во прекрасна заедничка ужина. Јадевме руска салата. Ми зборуваше и за неговата омилена игра – шах, која сите негови другари многу ја обожаваат. А и ние во нашата земја ја играме и сакаме, се разбира. Дојдовме до сознание дека сепак руската и македонската култура имаат многу заеднички работи. Еве, на пример, кириличното писмо. А најдобро од се беше што раскажувавме традиционални стари приказни. Јас му раскажав една стара народна македонска, а тој мене една многу интересна руска приказна. Една од најпознатите, чија содржина ќе ја проследиме од учениците од трето оделение од Основното училиште Раде Кратовче. Карчиња, сакам нешто многу интересно да ви откријам за мене. Во доверба да ви шепам. Јас многу сакам да читам приказни од различни земји на светот, а вие? Затоа денеска, со посебна причина, избрав да ви раскажам една руска приказна, која верувам дека и вам и на сите присутни многу ви е позната и дека секој ја слушнал или прочитал. Знаете ли како се вика? Приказната се вика Дедото и репката, а ќе биде изведена од учениците од трето оделение од Основното училиште Раде Кратовче. Во едно село се живеел еден дедо. Тој имал фарма. На фармата тој одгледувал животни, ама и садел. Зелка, моркови, пиперки, домати и што ли уште не. Еден ден нашол дедото во својот джеб едно семе на една репка. Го посеал. Сонцето, дождот и топлото време на пролета и помогнале на репката да расте. Дедото секој ден одел кај репката, ја полевал, ја копал земјата околу репката. А репката си растела и пораснала многу голема. Кога дошло време репката да се искорне, дедото се нашол на голема мака. Како и зошто ќе слушнете за тоа? Еве го дедото, доаѓа! Јас сум деца, дедо стар и си живеам на село со бабичка, со внучка, куќ, мач и едно глувче мало. На рече големо имаме на степ и во неа јас си посадив реп. Не можев да замислам колку голема порасна репката. Колку цврсто стои на земјата, сега ќе ја откорим. Дедото се фати за репката, па почна да трга. Лево, десно, напред, назад, повлечи, потегни, но не можеше да ја откорне. Размислуваше што да прави. Најпосле се сети.
Дедото ја повика својата бабичка на помош, заедно да ја искорнат репката. Бабичке, бабичке, те молам, дојди да ми помогнеш во оваа работа, да искорнеме репката. Бабичка, сум стар, грбава и слаба, но приказни за вас многу знае баба. Иако сум стара, но многу вредна, трчам брзам смело, ја секаде да стасам час. Зошто ме викаш пред дедо, кога знаеш колку работа ме чека? Па тоа можеш и самиот да го направиш, но сепак ќе ти помогна. И така, другарчиња, бабата се фати за дедото, дедото за репката и заедно почнаа да влечат. Лево, десно, напред, назад, повлечи, потегни. Сложно запнаа, но репката не можеше да се откорне. Бабата размислуваше кој би можел да ѝ помогне. И се знае, ја повика својата внучка. Внучко, внучко, моја најсака е најмила, те молам дојди да ни помогнеш. Внучка, јас сум мал, да помогнам sebi дал. Кухните работи ги вршам сама, јас многу ја слушам мама. Бабо, дедо, еве идам да ви помогнам, ке се обидеме репката да ја искорнеме, проблемот да го решиме. Бабичке, веднаш доаѓам на помош. И така, другарчиња, внуката се фати за бабата, бабата за дедото, дедото за репката. И заедно почнаа да влечат. Лево, десно, напред, назад, повлечи, потег. Сложно запнаа, но репката не можеше да се откои. Се ставија на голема мака. Се прашуваа, размислуваа кој да им помогне. Внуката се сети за своето куче Шарко и го повика на помош. Шарко, кученце моја мило, дојди да ја искорнеме репката. Раф, силен сум како лав. Шарко се викам ја, за корнење репка стасав час. И така сите заедно се фатија за работа, да ја откорнат големата репка. Кучето Шарко се фати за внуката, внуката за бабата, бабата за дедото, дедото за репката и заедно почнаа да влечат. Лево, десно, напред, назад, повлечи, потегни, сложно запнаа, но репката пак не можеше да се откорне. Размислувајќи така, кучето Шарко се сети на својот пријател, мачето Мијавко. Маченце Мијавко, пријателе наш, дојди да ни помогнеш да ја искорнеме репката. Њау, њау, седам на кров, на една жица, за да мисла птиците дека сум птица. Њау, њау, еве ме идам, големата репка ја сакам да ја видам. Се поредија еден позади друг. И така мачето се фати за кучето, кучето за внуката, внуката за бабата, бабата за дедото, дедото за репката. Дедото се фати цврсто за репката и заедно почнаа да влечат. Лево, десно, напред, назад, повлечи, потегни. Сложно запнаа, но репката не можеше да се откорне. Но оваа репка на вистина беше голема и не сакаше да се откорне. Размислувам што да правиме. Кој би можел да ни помогне? Дали лисицата ја видевте ова утро? Дали зајко? Да, но тој дојде утрово, но и брил го заме. А да го викнам јас глувчето Грицко, тој секога сака да ни помогне.
Грицко, Грицко, каде си? Дојди да ни помогнеш да ја искорнеме големата репка. Навистина ќе ни треба твојата помош. Грицко сум јас. Сега големо чудо ќе се случи. А што чудо тоа ќе биде? Дечиња мој, сега ќе се види. Јас можев да бидам капетан на брод. Само ми се мачи кога плиска вода. Во библиотеката главен да бе, но книги да јадам нели ќе ја грем? А до тогаш мислам, најчесно е во фабриката сум чувар на салам. Грицко беше добро и вредно глувче. Сакаше да помага на сите. Затоа, кога мачето Мијавко му ја раскажа нивната мака, тој веднаш потрча на помош. И така одново почна. Се поредија сите еден подзади друг. А дали се сеќавате по кој ред требаше да се наредат и вие, драги другарчиња? Ајде сите да повториме, да ги повикаме да се наредат. Глувчето се фати за мачето, мачето за кучето, кучето за внуката, внуката за бабата, бабата за дедото, дедото за репката. Дедото се фати цврсто за репката и заедно почнаа да влечат напред, назад, лево, десно, повлечи, потегни, сложно запна и јоп, големата репка се искорна и најпосле се најде во рацете на дедото. Дали малиот Грицко беше толку силен или силата им беше во нив заедно? Вие ќе ми кажете, другарчиња. Во слогата спасот.